Во Куманово затворен градскиот базен. Во Скопје полок ремонт на пливалиштето кај спортскиот центар Борис Трајковски. Изгледа цинично, но пливачите и во овие зимски услови ќе пливаат по Вардар или Пчиња. Треба да пливаат сами, не во тим, затоа што како фудбалот се во тим, а во пливањето нема многу зборување и не можат да пливаат, да зборуваат многу. Имам 2 тренинга дневно, едниот са бајле, каде што морам да станам наутро, потоа попладне, односно вечерен тренинг, каде што целиот ден ми е убаво распореден и тоа ми се допаѓа. А за физичкиот развој исто така да ми помогна убаво да се развијам, здраво тело, исхрана и така. Да се учествува на Олимписките игри, мислам дека е едно огромно достигнување на секој спортист и огромен успех. Мислам дека исто така сон на тој што си го нема остварено. Да се биде рамо до рамо со сите елитни пливачи таму и спортисти општо од други области е доста големо достигнување за мене, а се надевам и за сите што настапија таму од македонската репрезентација. Стекнав доста големо искуство, задоволен сум од својот настап и продолжуваме понатаму за поголеми успеси. Тренинзите успеавме со дел од колегите да се договориме и секој клуб има посебни термини, каде работат од 3 до 4 клуба во исто време. Така да малку има поголем број на пливачи, но сепак спрема условите се прилагодуваме и сите заедно работиме се во цел на интерес на пливањето и на пливачкиот спорт во Македонија. Да споменеме малку повеќе за пливањето како спорт врз ефектите на здравието на децата. Пливањето е еден од трите базични спортови покрај атлетиката и гимнастиката, така да пливањето има целокупна бенефиција кон развојот на децата, од психофизички развој до кардиоваскуларниот систем на детето, целиот локомоторен систем, развивање на моториката и покрај тоа што се во водата тука и социјалниот сегмент, после тренинзи остануваат децата меѓу себе се дружат, така да една комплетна бенефиција на една млада личност. Наредно нешто што е брзо и што треба да се случи е организирање на националното државно првенство, на кое што треба да земат учество сите активни клубови во Република Северна Македонија и уствари ние да се занимаваме малце пливачите со резултатите што ќе бидат постигнати на тоа државно првенство. Пливачката федерација во изминатите 20 на години се соочува со многу проблеми. Еден од проблемите е блокирана сметка на Националната пливачка федерација. Другиот проблем е приватен концесионер на нашиот најголем пливачки базен, Олимпискиот базен во Скопје. Сето тоа треба да го решиме, да пливачите едноставно не бидат заложници на никого. Зашто? Затоа што имаат единствена мисија да остварат добар резултат. За да остварат добар резултат треба да имаат добри услови. Почнавме една нова вежба, беше многу интересно. Од 2 тела да направиме една. Тоа се плива. Еден човек работи со рацете, а другиот ги држи нозете и само со нозете работи. А кажи ми, може ли да ги покажеш сите овие медали кои што ги имаш во раце во моментов? Ова се сите мои медали што ги имам, но оваа ми е најдрага бидејќи ги добив на 5 години првиот медал ми беше.
Пливањето е спорт кој пред се не учи да бидеме дисциплинирани, истрајни и да тежнееме и да целиме кон тоа што сме си го замислили. Ако зацртаме нешто во главата, тоа ќе го оствариме само кога сме фокусирани максимално кон тоа. Минатата година, сакала или не, се соочи со коронавирусот и речиси околу 50 до 60 дена беше дома, беше надвор од базенот. Како се одрази на тебе таа пауза и како изгледаше враќањето во вода? Па тоа негативно се одрази кај мене. Имав потешкоти и психички и физички. Прво се здебали физички, потоа психички многу ми реагираше, бидејќи јас сум човек кој е навикнат постојано да има некоја физичка активност и ова седење дома многу ми дојде нагло. Се обидов тоа да го надокнадам со суви тренинзи дома, но сепак не е тоа, базенот е друго нешто. А враќањето изгледаше многу потешко, но тука беа мојот тренер и родители да ме поддржуваат и да ме вратат во форма. Уште 3 големи надпревари кои би требале да настапиме, тоа се Европското младинско првенство кој ќе се одржи во месец јули, во почеток на месец јули, потоа тука е Европското првенство кој ќе се одржи од 11 до 21 август во Рим и на крај од август е закажано Светското младинско првенство во Казан. За на крај од годината во декември повторно ќе имаме Светско првенство во Казан во кратки базени.